Па, кога се сака да се работи вестилјуто и одговорно, нема проблем, секогаш може да се најде решение како да се постапи. Меѓутоа, очигледно, кај нас секоја идеја, секој привод, како да се наоѓа начин, како да се изиграат правилата, како да се изигра законот, така да и во најидеален закон, ако нема морал и етика на тие што го спроведуваат законот, ако нема спроведување на законот, можат да се изродат различни проблеми. Општото јавно обвинителство, односно обвинителство, сега дали ќе биде за како за организиран криминал, ќе ги преземе сите тие предмети, дали со кои луѓе, со нови, со стари, сигурно си има тука деловник, си има ред на кој што обвинителот ќе си го вообичаено спроведува, ќе го спроведува преку обвинителството за организиран криминал и ќе нема, мислам, да има некои посебни проблеми. Дали другите действија или другите дела кои што се отпосле сторувани, дали ќе ја имат истата судбина? Мислам дека треба да биде основното правило секогаш да се одговори на потребата на владење на правото, да се одговори на принципите на материјалната вистина, да се дојде до тоа да се оствари основната функција, а тоа е да се контролира, да се ограничи криминалот кој што се појавува во државата. Организационно внатрешните прашања се дел од прашањата кои што на определен начин се битни за да може да тече самата постапка. Но во крајна линија тука секогаш во менаџирањето на самото работење и во извршувањето на функциите нема проблем дека треба да се изнајдат и дека не гледам јас тука некои посебни потешкоти за да може да се избегне одговорноста. Судството, обвинителството, одбраната се три компоненти, три стожери на докажувањето на работењето на тие органи. Тие место да бидат соработници во целиот овој процес на определен начин влијае во овој период да го нема тај стожер на владење на правото. И како основно на тоа се појави можноста, се појавија различни видувања, каде што адвокатите, штитејќи ги интересите на своите клиенти, настојуваа на секој начин како да дојдат до сознание или како да дојдат до такви индици, до такви ова каде што ќе може да се одбегне одговорност. Па се отиде на крајна линија да се извојува едно начелно правно мислење на Врховниот суд, кое што барам спрема мене длабоко ја надминува или не е тоа што значи не е во функција на владење на правото. Затоа што судот работи секогаш, па тоа е и за обвинителството, работи во соглас со уставот, со законот и со меѓународните договори ратификувани во согласност со законот. Те спрема тоа не може да биде некое мислење или начелно да биде основа за постапување на судот при вршењето на работиве. Нормално дека ако има некој различен привод во примената на прописите, во примената на ова, може да послужи колегиумот уставниот на овај на Врховниот суд да даде своје мислење, меѓутоа не е до тој степен дојдено да таквото правно мислење го измести целиот систем. Начелното правно мислење на Врховниот суд не може да биде мерило, не може да биде уште повеќе да ја спречува правдата, туку напротив, треба институциите во системот, треба судството и обвинителството треба да си ја вршат својата работа и таквите обиди за обструкција на правото, мислам дека треба да бидат се помалку. За жал, ние имавме во практиката и јас не сум директно инволвиран во самите судски процеси, меѓутоа од тоа што го гледаме во јавноста што се случува, ние како да многу голем број на овој систем внатре, каде што уште корупцијата владее,
каде што не се воспоставени сите правила, се настојува да се изнајдат такви механизми, начини, каде што треба да се негува криминалот. За жал што е спротивно на сите принципи и ова правно мислење на некој начин неговата примена повеќе така ја сваќам. И не ја сваќам дека може да биде во конкретните услови на работењето на јавното обвинителство е сега и со донесувањето на тие измени во Законот за јавно обвинителство треба да биде не треба да биде пречка, односно не треба да се дава такво значение, туку напротив да се внимава на примената на законот, примената на уставот. Па знаете, јас не сум многу специјалист во таа област, затоа сигурно дека се многу помериторни професорите по кривично законодавство и по кривична постапка, но во основа, како правник кој што го следи системот, мислам дека се отиде многу во практиката, место за застарување, се отиде на застранување. Па се секогаш настојува како да се изигра, пак ќе кажам, принципот на владење на правото, како да се изигра и како да му се помогне на криминалот, што е во суштност противност токму со сите овие определби. Нормално дека има јас сум слушал дека има едно такво една условна колизија помеѓу Законот за кривичната постапка, помеѓу кривичниот законник, па еве сега и Законот за обвинителството, меѓутоа тие прашања секогаш треба да бидат сватени во функција на правата вистина, во функција на овозможување на правото, не во функција за борба против криминалот. Ако е функција на тие органи да се борат против криминалот, сите погледи или сите ова треба да водат кон изнаоѓање на начини, ако во нормативата се создадени такви проблеми, има простор да се изврши промена во нормативата. Ако, пак ќе кажам, во методот, во начинот на работа, секогаш водилка треба да биде вистината. Треба да биде желбата да општеството се движи во согласно со сите цивилизацијски придобивки, да се движи во согласност со почитување на законот. Оти ние во крајна линија може да имаме многу перфектни закони, може да имаме и идеални закони, за жал ги немаме, но и да ги имаме нив. Ако немаме морал, етика, ако немаме одговорен однос, ако нема се овозможи на органите што делуваат независност, ако не се овозможи самостојност во нивната работа, мислам дека нема да се постигне целта. Уште повеќе, ако на тие органи им се на некој начин не им се создадат условите, материјални, сите други потребни услови, и ако партиите и политиката се меша во нивната работа, каков да имате закон, работава нема да излезе на виделина. Да се надеваме дека со сите овие сега определби, со се тоа што значи навлегување, отварање на процесите за асоцирање кон Унијата, дека сето тоа и тие недоследности кои што некој ги има, дека може да бидат совладани и дека не треба да се бара влакно во јајце, или не треба да се бара, не пледирам ја да се крши процесот, процесите правила, тие се битни. Меѓутоа, да ги читаме или да ги гледаме и материјалните одредби, процесите одредби во функција на владење на правото. А ако е во функција да му се помогне на криминалот, како да се спаси да нема одговорност за сторениот криминал, мислам дека тоа длабоко забаздување во нешто што е аморално и што не треба да се прифати. Знаете што, доказот и индиција за доказот во самата постапка се категории кои што, за да се
поведе, за да се реши еден предмет или да му се поклони верба, сигурно дека не може да биде основа само еден доказ или во таа смисла треба да има повеќе докази, треба да биде тука во конкретниот случај беа дали прислушкуваните разговори, дали може да биде тоа. Сигурно дека секој судија или секој обвинител, ако сака да му пројде предметот кој што го застапува, сигурно дека нема да ги постави својата артилерија да ја употреби само во еден доказ или во доказ кој што може да биде оспоруван доказ. Те според тоа, јас не гледам некоја многу голема бојазност дека еве сега што значеа доказите и што значеа како индиции за доказите. Мислам дека тука може добар правник, добар судија и обвинител, кој што во крајна линија дури и одбраната треба да биде во функција секој за вистината, и мислам дека покрај примената на уставот и законите, вие добро спомнавте, и праксата на Меѓународниот суд правдата од Страсбург треба да се користи, иако ние за жал се уште немаме таков принцип да пресудите на судот од Страсбург бидат многу по-присутни во работењето на ова, но еве тоа ќе биде во крајна линија и едината во тие пресуди на судот од Страсбург е токму прифатено се тоа што значи квалитет во докажувањето, квалитет во постапувањето. И мислам дека во овој дел можда ќе биде повеќе напор на самите обвинители, па и на самите суди, за да може се тоа да му најдат едно адекватно, прифатливо решение, отколку да подпаднуваат под влијание на одбраната, на адвокатите, кои што во крајна линија како да е нивна функција тоа, отколку да подпаднуваат под тоа да секој ова доказ да се смета дека не е доказ или пак дека е забранет доказ. Нормално дека и колку што мене е познато во праксата на судот од Страсбург, каде еклатантно, очигледно нешто е присутно, па било да е индиција, било да е ова, и покрај тоа што до него е дојдено на незаконит начин, може да се користи. А друго е прашањето за злоупотребата на тие институции. Ние, за жал, тука го имаме тој проблем, кај што место да се побара, место органот да побара, да легално се изврши едно снимање или ова со сите техники, со сите постапки што треба да бидат применети, тоа не се прави, барам тоа го видовме како се правело, место да се прислушуваат 100-200 субјекти кои што биле индиција дека може да направат криминал, ние 25.000 граѓани сме ги прислушкувале, тоа е злото. Треба да бегаме од тоа зло, а да не плаши дали во крајна линија некој нема да сака да го злоупотреби во постапката, па да каже дека еве ова никако индиција не можам да ја користам, или пак да потпадне само на еден доказ. Има во правото сие сет инструменти, начини, техники, каде што може да се изнајдат повеќе докази, каде што може сомнежот за некој што нешто го сторил, да го обвинителот дефинира, да го определи, за да може судијата при арбитрирањето да може да досуди по него. Знаете, ова се внатрешни односи, внатрешна организација. По законот може да се определува и се определува внатрешна организација. Битно е дека обвинителот, републичкиот обвинител и обвинителите ја вршат јавно обвинителската функција. Републичкиот обвинител засега го именува собранието по предлог на владата. Можда во тек на време и тука, во дадени услови на некоја уставна реформа, можда ќе се барат и поубави решенија, а инако за другите обвинители, преку Советот на јавни обвинители, во постапката која што се применувала, конкурирала се тоа, и мислам дека тука за изборот на лицето кое што ќе раководи со организираниот криминал, во тој дел
дека го избират самите членови на Обвинителскиот совет, не гледам тука никаков проблем. Тука пак ќе кажам, во основа е лицето кое ќе биде избрано, дали ќе биде погодено. Едно. Второ, најбитно е што подалеко од партијското политичкото влијание, бидејќи по функција, по дефиниција, јавно-обвинителската функција е единствена и самостојна, само до тоа укажува дека подалеку од скутот на политикава. Никакво имаше некои заложби да го предлага опозицијата, па да го предлага не знам кој, ама од страна на партиите, или пак кога ќе кажат опозиционата партија или позиционата партија, мислам дека не му е место на влијанието во јавно-обвинителската функција ни на позицијата, ни на опозицијата, тие се во крајна линија проточени во орган. Ако орган собранието е тоа, ако е Обвинителскиот совет, кој законски е поставен така, е негова функција. Што подалеко од влијание на партиите, оти целиот овај галиматија што се создаде кај нас во целиот правен систем, во правосудството, па и пошироко, мислам дека е од поставеноста на политичките партии, нивната желба да имат конкретен интерес, да имат конкретно влијание и во крајна линија, за жал, кривата страна на сето ова да испадне дека секоја партија има свој судија, има свој обвинител, има свој бранител. Судбината е во тоа дека таквиот начин ја закопува перспективата на едно цивилизирано општество. Затоа, сето ова што значи поставување на тие се стручни функции, тие се функции кои што не само стручно, него барат висок морал, висока одговорност, дека ако се најде таквиот човек, ќе избегнат дури овие недостатоци кои што евентуално ги има во примената или во начинот во изведување, дури тоа ќе бидат периферни ако се најде правиот човек на правото место. Лесно е да се каже, тешко е да се постигне, но мора да ни биде нам определбата кон тоа. Ако имаме обвинител кој ќе раководи со таква институција, кој ќе врши својата функција строго во согласност со уставот, со законите, со моралот, со етиката, со одговорноста, дека сите тие други прашања ќе исчезнат. И секој ќе го прифати, па макар и какви високи казни да бара во неговите предлози во пред судот кога ќе застапува соодветно обвинение, мислам дека тогаш и народот тоа ќе го прифати и ќе ги прифати сите овие желби кон кои сакаме да одиме. Па, слушајте, тоа на некој начин беше кобајаги пронајден начин, преку техниката, преку да се избегне влијанието на поединци, да влијаат кој предмет, кој судија, како да го работи, да го раководи. Па дури и тој систем кога го имавме, имаше такво влијание, па еве знаеме се што се случуваше и како доваѓаше во практиката на определени субјекти, на определен ова, па во определен начин и председателот на Врховниот суд поранешен, па и председателот на Кривичниот суд, сето тоа имаше индици, имаше ова, мислам и дисциплински постапки и сето ова кај што се констатираше дека има злоупотреба на тие системи. Но сепак мислам дека пак се надоврзувам на честноста, пак се надоврзувам на одговорноста и секогаш ќе кажам дека правилата треба да бидат јасни и прецизни, но уште повеќе спроведувањето на правилата треба да биде ефикасно и решително. За да може, се разбира, да се избегнат сите злоупотреби што го следат некој институт. И секогаш да се наоѓа во примената суштината, смислата на институтот, само во смисла на вистината и на правдата, а ако се бара да се тоа изигра, има различни начини како да се изигрува, но за жал не треба да целиме кон ова. Сум бил еве во
Уставен суд и ние имавме таму кога бев и раководител на таа институција, имавме исто така распределба по определен начин без конкретно влијание на председателот на судот или без конкретно влијание, битно од надвор да нема влијание. Иако некогаш, кога ќе постигнеме ефикасност на една институција, кога ќе работи вистина со целата своја интуиција за правдата и правичноста, дури и начинот ако се договори кој судија да го има еден конкретен предмет кој е многу по-квалитетен и многу по-стручен за дадениот предмет, за дадената проблематика, мислам дека и тоа не е спротивен принцип каде што еве може и така да суди, но имајќи во предвид какви сме во практиката, дека сакаме тоа да го злоупотребиме, затоа сигурно дека нормата треба да биде во прописот, а прописот да биде спроведуван и да биде контролиран од тие што треба да го контролират. Треба да се настојува да самите закони, пак ќе повторам, да се спроведат во смислата на тоа што е нивната цел, на нивното донесување, да се избегнуваат сите овие обиди, се тоа што значи можност да се изигрува и да се насочи вниманието токму кон ова што значи извори на можноста од компромитација на таквите желби. Оти тоа го имало и ќе го има, меѓутоа треба да биде чувството на граѓанството многу повеќе упатено и кон контрола и на сите овие што играт во политиката. Да играт, но да играт честно. Ако се почне пак во играта на ова да се бара секојаш избестување на самите институции, сигурно дека народот со право ја има таа бојазност, имајќи во предвид во сето ова што ни се случуваше, ако не од осамостојувањето, меѓутоа особено што се случуваше во овие 15 години, првите 10 години во овој режим, кој што во добар дел услови во сите овие кршења и предначење на примената токму на ова димензија на лошото постапување во државата, тај груевистички систем, режим, меѓутоа и од тога и наваму има исто така еден вид недостаток во смисла на неефикасност или бојазност една за да се докрај воспостави правото. Така да и овие последни 3 години ние како да имавме една бојазност за да се стави целото право во функција, па еве дојдовме и до таква можност да сега пак се оспорува да еве сите сме исти. Или пак во крајна линија да се оди кон ова, било кој да дојде, пак ќе продолжиме со изигрување на правилата, со заштита на нашите луѓе во нашите места, што е далеко од памет дека треба така да се постапува.